Можеме, да, можеме. Но, што е заклучокот? Кој стоел зад УДБА? Кој работел зад УДБА? Дали е тоа јасно? Од кај доаѓале главните команди за сите овие делувања? Од Белград. Од Белград. Па да. Дали се знаат тие луѓе од Белград кои ги издавале командите? Дали имаме контакт со архивот во Белград за да можеме да ги потврдиме овие работи, бидејќи ако имало следење на Ченто, предпоставувам дека во државниот архив во Белград постои сличен документ. Или УДБА е се уште активна, па документите се прикриени. Тоа е она што мене ме вади од памет. Според она што јас го разбрав од тебе, Филип, 10 години, 11 години од осамостојувањето на Македонија, УДБА ја бранела Југославија овде. Или ја бранела Југославија, или се бранела себе за да остане и својата држава во држава. Но дека имала нераскинливи врски, можеби и денеска ги има, факт. Денеска беше негирано од страна на Павле Трајанов дека имало следење на ВМРО-ДПМН во време кога тој бил министер, а беше министер во влада на ВМРО-ДПМН. Еве ја и од тука да му кажам дека во томот број 8 постојат документи за дерегистрација во негово време, кога тој е министер. Што значи или не знаел, или знаела се прави дека не знае. Или не ја говори вистината. Или не ја говори вистината, или бил игнорант. Ако бил игнорант, тогаш не бил соодветен. Добро, таа служба дали можела да функционира мимо Министерот за внатрешни работи? Јас не знам како функционира во детали нашето Министерство за внатрешни работи во тоа време, нити пак сум експерт, значи не сум експерт на таа тема. Значи кога збориме УДБА, тоа не мора да значи цело севкупно Министерство за внатрешни работи на Република Македонија во тоа време. Така? Тука збориме за една структура која се инфилтрира и во МВР, и во внатрешни работи, и во институции разноразни. Кога е дерегистриран господинот Стеван Билјановски, кој што е виден функционер на ВМРО во тоа време, во 2001 година. Дозволи? Поведете документ. Сакам да го видам. Да. Значи, врз основа член 12 правилник и така натаму, директор на ДБК во тоа е прешкртано кој е директор на ДБК во тоа време, знаеме кој е. Значи, за дерегистрирање од оперативна обработка за лицето Билјановски Симон Стеван. Што значи дерегистрирање? Тоа значи дека го затвора досието, дека до тој ден се води досие за тој човек. А до тој ден се води досие. 31.10.50 година роден, во Скопје, вработен сервис за електромотори, под псевдонимот Близнак. Не се но датумот е битен, кога е дерегистриран? 17.1.2001 година. Имаме редица плејада на луѓе од ВМРО-ДПМН кои што се водени во време на министерување на господинот Трајанов. Значи, црните страници на УДБА, Државен архив на Република Македонија, следењето, обработката и обидите за растурањето на ВМРО-ДПМН, том 8, дел 2. Обиди за растурање на ВМРО-ДПМН. Да. Што наоѓате од документиве? Какви биле тие обиди и со што? Дали тоа со инфилтрација на луѓе од ДБК во партијата? Знаете што? Ако ги гледате овие документи, посебно 8-миот том, кој што доаѓа како некакво логичко следство на овие претходни томови, малку сега шетаме наваму натаму, но може да ги објасниме подоцна и другите. Суштината е дека самото формирање на ВМРО-ДПМН е забележано во аналите на тајната полиција. Еве, прво што ми текнува е од досието на Црномаров, каде што имаме детален извештај на УДБА за формирањето на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Битола. И тоа е месец дена по формирањето на партијата. Значи, некаде во летото 90-та година. Практично имаме 3-4 страници
еден темелен извештај. Наведено е дека во салата присуствувале на основањето на тој комитет 970 луѓе. И она што е значајно, се гледа дека оперативците на тајната полиција биле внатре во салата. Зошто? Затоа што изјавите кои што ги давале при формирањето на тој општински комитет учесниците, односно своите ставови кои ги изнеле на бина, се темелно и внимателно забележани. Сите имиња на учесници се наведени во тој извештај. Тоа покажува дека од самиот старт на формирањето на партијата ВМРО-ДПМН, таа е под сериозен надзор на тајната полиција. Подоцна се следат сите првенци на ВМРО-ДПМН, но се следи и седиштето. Седиштето е поместено во 8-миот том на почетокот. Тоа е она што го кажав на самиот почеток на емисијата, еден поголем извештај, односно збир на документи, каде што буквално може да се види дека и против седиштето на партијата, но и председателот тогашен, подпредседателот и видните членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН се водело детално анализа и истрага на комплетното делување. Тоа не престанало, за жал, нити 98 година. Еве, баш имам тука. Извештај за оперативна врска, ДБК Кочани. Сите градови. Пресека, 14.1. гостителски објект Кочани, помеѓу 10 и 10:40 часот, одржан по обострана иницијатива. Оперативни трошоци нема. Извештајот поднесен тогаш и тогаш. Неверојатно и неверојатно. Неверојатно. Ние сме глумеле демократска држава цела деценија 90-ти години. Точно. Точно. Владо Тренески, лично досие. Има толку многу досиеа, кои што сега, практично ако ги читате, Добро. вас ве носат во еден непознат свет. За мене беше мощно интересно, затоа што дел од овие настани ги знам, своевременик сум. Таа 95-та, 6-та, 7-та, протестите пред собранието, големиот протест кој што го направи во мај 97 година ВМРО-ДПМН. Практично со овие досиеа ние се доведуваме во ситуација да ги комплетираме и да ги дознаеме некои елементи, некои луѓе инволвирани во инфраструктурата на ВМРО и практично утре историчари кои што ќе сакаат да опишат таа 90-та, последната деценија, нели, од минатиот век, преку овие извори ќе може да го потполнат мозаикот. Дали има некои видни личности од ВМРО-ДПМН кои беа и познати во јавноста изминатиот период овдека меѓу нив? Како не? Не знам, Љупчо Георгиевски кога беше... Да. Сега ќе ви го прикажам главниот документ. Еве го документот, оперативно-технички мерки кои што ДБК требало да ги преземе против седиштето. Георгиевски Љупчо, Мона Лиза. Да. Он бил по псевдонимот Мона Лиза возен во... но неговото досие не постои во државен архив. Што значи дека и тоа досие некој го уништил, земал, сокрил. Предал. Време е продал. Да се отвори дебата каде се тие досија. И на доста димовска досието не постои. Не постои. Не. Твоето еве го. Мерка тајно следење 18, 19, 20, 21, 2, 97 година, 25, 2, 97 година. Ова е за време Филип. на студентските протести. Така, седиштето на ВМРО-ДПМН. Да, под број 1. Александар Флоровски. Да. Ова ли е демократија? Ова е демократија. Ова ли е парламентарна демократија со устав кој што ги гарантира човековите права и слободи? За помалку Никсон падна. За многу помалку Никсон падна. Тоа сакам јас да прашам. Кој ќе одговара за ова? Кој ќе одговара за ова? Затоа што едно е процес на лустрација. Вие да ги тргнете тие луѓе од политичкиот живот. Но кога има реперкусии... Ја тоа го све. Да не бидат
на државен трошак, нека си работат у живот. Нека си отвараат ресторани, нека си метат улици, нека садат пиперки, тоа е нивна работа. Ама државна работа веќе да не можат да работат. И за тоа полудеа. За тоа полудеа.